Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Желудникот е чувствителен орган кој е подложен на бројни заболувања. За некој од нив е неопходно хируршко решение. Дали операцијата на чирот на желудникот е сериозен зафат? Кому е неопходна? Кај големата кила на желудникот, може ли хирургијата да представува прв чекор во лекувањето? Каков е оперативниот пристап кај туморите и ракот на желудникот? Се применува класична или лапароскопска операција? Како треба да изгледа исхраната по отстранувањето на дел или на целиот желудник? Разговараме со доцент доктор Шенол Тахир, специјалист, односно субспецијалист по дигестивна хирургија. Разговорот следува веднаш по рекламите, а како и досега, емисијата ќе биде контактна. Останете на Телма. Кога е неопходна хирургијата на желудникот? Разговараме со доцент доктор Шенол Тахир, субспецијалист по дигестивна хирургија од Старата градска болница, поточно од Универзитетската клиника за хируршки болести Свети Наум Охридски. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден и добре најдов. Така да во оваа гужва, нели, прво да ја поздравам вас која екипа која што секој сте ведри и насмејани и усмерени кон пред се пациентите и граѓаните. Од друга страна мора да кажам благодарност и на мојата екипа која што овозможија токму една операција која што покасно ќе ја коментираме, врзана повторно со желудникот нешто, да навреме стасам тука на... Вие дојдовте директно од операционата сала во студиото на Телма. Ви благодарам многу. Целата екипа, почнувајќи од анестезиологот Шиковска, тука инструментарката, Фердес, болничарот, исто го Ѓоко и сите останати кои се во тимот, им благодарам бидејќи тие направи напор да успееме да стасаме да се представиме пред граѓаните. Пациентот добар ли е? Пациентот е добар. Што е многу важно. Што викаме ние се разбуди, така да мислам дека се ќе биде. Се надеваме дека брзо ќе се опорави и ќе биде добар со здравјето. А ние започнуваме со една состојба која што е релативно честа, бидејќи можеме да слушнеме како некој се жали дека има чир на желудникот или 12 палечото црево и стравува да не проработи чирот. Па каква промена на желудникот представува чирот? Па познато е дека желудникот е орган во дигестивниот систем кој што неизната функција е првично, нели, во варењето на храната, и он е прв резервоар каде што се собира храната. Храната вообичаено некаде околу 4 часа она храна што е изедена, нели, останува тука. Функцијата е да ја раздроби храната користејќи пред се киселина јака која што овозможува таа да се раздроби на ситни парчиња, а потоа така делимично раздробена да помине во 12 палечно црево и понатаму за да биде во тој процес на варење и оттаму да се продолжи системот, нели, на варење, да овозможи да ги користи сите потребни материи кои што се потребни на нашиот организам, дали во развој, дали во функционирање или евентуално во секојдневните наши активности. Во таа своја работа желудникот, нели, бидејќи користи лачи киселина, хлороводорна киселина која што е доста јака и организмот е направен да се заштитува од неа. Ѕидот на желудникот од натрешна страна на слузницата е отпорна на оваа киселина и има механизми кои што го штитат желудникот за да не се повреди. Но во одредени состојби кога доаѓа до намалување на одбранбената способност на овие фактори на желудникот, тоа слузницата почнува да трпи. Од таа киселина почнува првично да се створат, да се создаде као црвенило, условно кажано, ерозија, па потоа евентуално ако таа состојба не се залечи или организмот не успеа да ја санира, може да се јават веќе следните компликации од страна на желудникот. Вообичаено, за да стигне до состојба на чир, народно кажано, значи се потребни повеќе фактори. Едни фактори се од страна на организмот, од друга страна другите фактори се и надворешни. Ќе прашаме што е причината за појава на еден чир кај човек. Се мисли дека кај чир на желудник во 85% случаи причината е бактерија. Таа прочуената, нели, хеликобактер присутна кај желудникот, додека во 90% на 12 палечното црево чирот е причински од оваа бактерија, но не е само таа причината. Тука се јавуваат и други фактори како
пушењето, користењето на прецена одредени лекарства од групата на нестероидни инфламаторни лекарства. Тие се против болка? Тие се дел од лекарства кои што се користат кога имаме поизразна болка или поготово лекарства кои што се користат во реуматологијата или при појаки изразни болки. Тие лекарства знаат да го намалат заштитниот механизам на желудникот и да допринесат евентуално за појавата на самата улкусна, односно улкусна болест, односно чирот на желудникот или евентуално и на 12-палечно црево. Од друга страна, фактори од надвор кои што влијаат да процентот е поизразен на чирот на желудникот или на 12-палечно црево, тоа се пушењето, пиењето и се мислело порано дека користењето на лута, зачината храна дека е фактор за појава. Не, тие само во кај лица кои што ја имаат оваа состојба само влошуваат или даваат симптоми кои што предизвикуваат пред се болка. Едно од првите знаци на појава на чир на желудникот или на 12-палечно црево е болката. Каде, во кој дел на стомакот се Најчесто болката се јавува веднаш над папокот, епигастрично се вика по наш израз, но тоа народски кажано делот е под лажечката или над папокот. Во тој дел таа болка може да се шири кон лево и кон десно. Разликата на болката мимо болката, значи која што е, таа болка кај чирот на желудникот е најчесто во тек на веднаш после конзумирање на одредена храна, додека кај 12-палечно црево таа се јавува отприлика 2 часа после конзумирана храна или евентуално во ноќните часови кога практично човекот спие, може да го разбуди во ноќни сати, една силна болка во таа регија. Мимо болката тука се чувство на немање на апетит, на дуеност, кај некои појава на симптоми на гадење, дури кај некои веќе кога се јавуваат поизразени симптоми може да се јави дури и повраќање. Во секој случај првите симптоми се знак за да самите пациенти веќе се јават кај својот матичен лекар за да ги усмери понатаму што треба да се прави кај оваа состојба. Инаку меѓу другото, еден од значајните надворешни фактори кои што влијаат за појавата на улкусната болест кај човекот пред се е стресот и пред се динамичниот начин на живот. Процентуално во последните декади, иако успешно се лекува улкусна болест, сепак бројот на заболени од оваа состојба е во пораст. Бидејќи начинот на живот, стресниот начин на живот и пораснатиот степен на стрес во целата светска популација практично возможува да и процентот на болести, улкусни болести на овие два дела, желудникот 12-палечно црево, да е во пораст. Ќе кажем малку покасно и за самото лекување. Така, ќе споменеме за лекувањето, но претходно, докторе, што се случува ако чирот прсне? Да, кај народот, нели, обично кај граѓаните, тој е изразен стравот, нели, чир имам да не ми пукне. Вообичаено, над 85% до 90% од случаите на имање на улкусна болест на желудникот и на 12-палечно црево, успешно се лекуваат со лекарства на конзервативен начин. Во отприлика кај 25% од случаите можно да се јави една од компликациите, тоа е крвавењето, на основ на постојање на улкусна болест на желудникот на самото дно. Тоа е као разједен зид од желудникот и штом зидот е разједен, на самиот зид се наоѓаат и крвни садови. Кога ќе се оголат тие крвни садови, практично доаѓа и до појава на крвавење од самиот желудник, кој што може се види евентуално со повраќање на крв или евентуално следниот ден да се види дека во изметот имате црна столица. Тоа е знак дека горе нешто се случува во правесна компликација. Е црна. Нема црвена крв. Желудник или горните партии на дигестниот тракт. Следна компликација која што може да биде е која што е некаде околу во последно време некаде од 2 до 5%, тоа е перфорација, односно пукањето кој што го вика народ, пукнат чир. Тоа значи дека целиот зид на желудникот е разјаден и буквално е направено отвор, дупка е направена на самиот зид и желудична содржина влегува практично во абдоминалната шуплина. Тоа се нели разните, тука е киселината и другите ензими, односно другите состојки што се
лачат во желудникот во исто време и содржината која што е изедена практично излегуваат преку тој мал отвор, влегуваат во стомачна шуприна во меѓу органите и прават состојба која што бара хитна интервенција. Најчесто хитна интервенција. Само кај мал процент каде што тој отвор е толку мал, организмот знае тој отвор, таа мала перфорација самиот да ја залечи, но тоа е најчесто бара хитна оперативна интервенција. Со право народ често пати вели лекувај се за да не дојде до пукање на самиот чир. Кога ќе дојде до една ваква компликација, во кој случај проблемот ќе се реши со гастроскопија, ендоскопски, а кога е потребна класична хирургија? Значи, спомнавте дел од можните диагностички постапки, кај лицата кои што имаат дел од оваа симптоматологија, би требало се уште кога нема да дојде до овие компликации, пациентот би требало согласно матичниот да биде упатен на соодветни исследувања. Кои се можни исследувања за да се утврди дали постои болест на улкусна болест на желудникот или 12-паречно црево? Тоа се радиолошки и ендоскопски, значи. Порано повеќе се користија радиолошките во смисол на правење снимки со каша, така наречена соодветна каша, која што дава негативен одраз на постоење на таква состојба. Во поново време веќе над 95% случаевите диагноза се постава преку ендоскопски пат, односно пациентот преку устата се влегува до желудникот. Голтаме црево. Голтаме црево. Тоа е практично тој начин, значи со оптички инструмент, камера која што е во тој оптички инструмент, се влегува до желудникот, се прави инспекција, се гледаат сите делови на желудникот, доколку има некоја промена, таа промена се верифицира. Доколку некаде има промена која што е во правец надвор од чирот, доколку има некоја промена која што е плюс ткиво, евентуално или плюс рана или сомнителна рана дека се работи мимо чир, се работи и за друга промена, дали е тоа туморска или друга состојба, во тие состојби самото ендоскопско гледање и верифицирање диагностичко, од друга страна може да се земат делови од ткивото на дел да се земе од околина на чирот или евентуално другите промени кои што ги има. Биопсија да се земе. Таа биопсија ќе не покаже конкретно за што промена се работи, дури кај состојби, нели рековме дека на почетокот причината во 85% случаи е Хеликобактер пилори и за таа бактерија во ендоскопски пат, кога се прави диагностичко исследување, може да се земе парче кое што се праќа повторно исто за да се одреди дали во зидот има присуство на Хеликобактер пилори. Инаку самата бактерија може да се одреди преку крвен пат, исто така може да се одреди преку здивот, се прави тест на уреа нели преку здивот, или евентуално, како што рековме, и земање на дел парче од самата слузница, односно преку биоптички пат. Докторе, доколку за време на гастроскопскиот преглед се забележи крварење во желудникот, дали може на таков начин директно да се реши проблемот или пациентот ќе влезе веднаш во операциона сала? Да, значи во поголем процент кај оние состојби каде што имаме акутно, нели, во моментот активно крвавење, тие пациенти веднаш се упатуваат на тој ендоскопски преглед. Кај гастроентеролози, тие во истиот момент додека прават диагностичко гледање што се случува и дали има крвавење, имаат можност и евентуално да применат средства за запирање на тоа крвавење. Дали ќе е тоа бризгување во зидот на одредено склерозантно средство кое што ќе го запре крвавењето или евентуално можност да се стават мали хефти, како ги имаме, мали клипси, за да се фати крвниот сад да прекине крвавењето. И во крајна ситуација, доколку сите овие постапки ендоскопски се неуспешни или не можеме да го стопиме крвавењето, тогаш пациентот веќе е кандидат да се направи ургентна операција. Во последно време може да кажам дека процентот на ургентни операции заради крвавење е доста драстично намален. Тоа е пред се успех на ендоскопските техники и пред се веќе тренираност на нашите тимови, пред се на клиниката и во другите установи каде што успешно се прават диагностички и терапеутски запирање на тие акутни крвавења, така да процентот е некаде меѓу 1 до 3% на крвавење каде што не е можно да се запре на овој начин, да мора да пристапиме на оперативно лекување. Кога пристапувате кон хируршко лекување на чир на желудникот, се отстранува ли дел од желудникот?
се зависи каде се наоѓа крвавењето, се зависи што е причина за крвавењето и на кој основ се појавило крвавењето. Кај промени на желудник, каде што имате крвавењето доаѓа од поголема улкусна ниша, значи основата е улкусна и улкусот направил, чирот направил да околните крвни садови се разјадени, па оттамо крвави, често пати е изнудено тука да дел од желудникот отстраниме, односно отстраниме оној дел кој што велиме дека функционално веќе не помага на организмот, туку прави штета. Во состојби каде што се наоѓа крвавење во другите делови, може да се направи едноактна хирургија, се вели првиот пат да се сопре крвавењето. Добра. Во второ време со дополнителните нови исследувања, повторна ендоскопија каде што доколку има потреба и ќе се земат повторно биопсии, ако тамо доаѓа сомнителен момент или сомнителна состојба, некогаш дополнително може да се направи во втор акт операција кај што ќе бара отстранување на дел од желудникот. Најчесто велам зависи во кој дел, но точно е тоа, некогаш и во акутни состојби ние мораме да отстраниме или една половинка или евентуално некогаш и 2/3 од самиот желудник, а да направиме спој меѓу остатокот на желудникот и со другиот дел на дигестивниот систем, тоа се тенките црева. Значи секој улогата на желудникот ја презема тенкото црево? Дел од улогата ја превзема, бидејќи има дел од желудникот. Да, дел од желудникот има, но имаме и состојби каде што крвавењето се, да речеме, на почетниот дел на желудникот или причина за крвавење често пати се и малигни болести на почетен дел, на среден дел на желудникот, каде таа состојба мора да ја решиме буквално со отстранување некогаш и на цел желудник. Тогаш улогата на желудник ќе биде, ќе ја замени практично оној дел од тенкото црево кој што ќе го метнеме во системот на варење во тој дел. Желудникот ќе се отстрани, а езофагосот, односно хранопроводот, ќе се поврзе со еден дел од тенкото црево, а долниот дел од тенкото црево уште еднаш ќе се поврзе за тенкото, така да ние ќе имаме континуитет. Човекот ќе јаде, храната ќе поминува, улогата на желудник во оваа ситуација ќе ја превземе тој дел од тенкото црево кој што е метнато во функција да врши улога на желудник. Доколку пациентот има дел од желудникот, по операцијата на чирот, дали ќе може да се врати кон нормалниот начин на исхрана? Ќе може ли варењето на храната да биде нормално како и по периодот пред операцијата? Секако дека најдобро е кога организмот е онака како што Господ не создал. Но во состојби кога ние мораме заради болеста да отстраниме еден дел, секој дека се менува малку и начинот на исхрана, еден период може организмот да изгуби од соодветна своја телесна тежина, но со тек на времето, со соодветна исхрана и придржување на соодветниот диететски режим, организмот најчесто се враќа на својата, условно кажано, идеална тежина, доколку барем еден дел од желудникот е присутен. Кај оние пациенти каде што цел желудник или поголем дел се отстранува, сепак имаме мал губиток во тежина, мала промена во самото функционирање на самиот систем на варење, но вообичаено во последните декади и со тој проблем успешно и хирурзите и гастроентеролозите успешно се справуваат со овој проблем на промена на начинот на исхрана кај тој тип на пациенти каде што им е отстран дел или цел желудник заради тие потреби. Доколку е отстранет целиот желудник, дали на почетокот кај пациентите може да се јават некакви непријатности како гадења, повраќања? Да, пак велам врзано за тоа кој дел ние од желудникот ќе го отстраниме, ќе го замениме со соодветен дел од другите органи или односно дел од тенките црева. Согласно тоа се и можни одредени компликации, нелагодност да ги речеме, доколку се отстрани некаде половина и повеќе од желудникот, се појавува еден да речеме повеќе медицински израз, дампинг синдром се вика, тоа е значи синдром на краток желудник, на мал желудник. Организмот не може соодветно да се адаптира на таа состојба, често пати знае да пациентот после операцијата или после 2 до 3 месеца да се јават симптоми на неможност на поминување на храната или кога ќе се внесе малку поголема количина храна, дел да ја повраќа.
па таа состојба наместо да го подобрува организмот да доведе до слабење и таа состојба доколку се продолжи или прогредира состојбата, често пати е врзано да ние мораме да направиме уште една дополнителна интервенција, соодветна корекција бара, но најчесто велам во над 90% случаевите овие операции, заменски операции на дел од желудникот или цел даваат соодветни добри резултати. Но велам и хирургот и гастроентерологот се тимот заедно, нели, соматичниот лекар, се тимот кој што пред се во постоперативниот период треба да обрати малку повеќе внимание да пациентот навикне на новата состојба и соодветно се исхранува, соодветни активности да има, да направи правилен режим на живот и на исхрана. Во тие состојби некаде над 90% од пациентите имаат нормален живот, значи, и без тие делови кои што се отстранети. Така, треба да се навикнат веројатно на брзата ситост, рана ситост. Да. Веќе споменавте помали оброци треба да се најчесто конзумираат. тие пациенти и во постоперативниот период веднаш после, нели, кога ќе веќе се добри да може да користат храна и да системот работи целосно, во првите неколку месеци тие почесто ќе со помали оброци. Од друга страна, типот на храната е битно, да се избегава на храна која што, нели, бара повеќе лачина, киселина, бараат повеќе варење, ќе се избегнува храна која што е пред се конзервирана, храна која што прави иритација од типот на луто, претешка храна, но велам со соодветен режим на исхрана сите тие состојби може да се надминат. Пред се е битно пациентот да се прдржува на сите препораки што ги дава хирургот, гастроентерологот и предсематичниот лекар, за да он успешно, согласно пак велам тежината на оперативната интервенција, во следните неколку месеци пациентот да се врати на нормален живот, на нормалните животни и работни активности. Но може ли да перзистира еден проблем со анемија? Често пати пациентите наши, за жал велам, често пати и ние некогаш лутајќи, барајќи соодветна диагноза, често пати се случува пациентот доаѓа, има долгогодишни анемии кои што се надополнуваат, но не наоѓаме точна причина каде е. Често пати се прават повеќе пати ендоскопски прегледи на желудникот, каде што ни доаѓаат резултати, или ендоскопистите кажуваат дека се работи за промени од типот на хроничен гастрит, или гастрит кој што повремено прави проблеми во правец на трошење на условно кажана крвта. И често пати сме врзани тие и ние да на одредени месеци, некојаш на 3, некојаш на 6 месеци или годишно, да правиме нови ендоскопски прегледи каде што да ја бараме причината, но во тоа време додека ја најдеме причината, често пати ние мора да даваме соодветна конзервативна терапија во подобрување на лабораториските и другите параметри кои што се потребни за нормално живење. Често пати таа анемија, иако може да е врзано и од состојбата на желудникот, често пати и од други причини. Така да е должност наша, као, нели, и диагностичари, да побараме и други можни причини за некоја си во моментот присутна анемија кај пациентот. Дали тоа ќе е врзано заради губење, заради постоење на болест кој што е врзано директно за крвните болести или се работи за болести на дигестивниот систем. Во текот на тие диагностички постапки тоа е наша должност да побараме и да најдеме причина зошто тој организам е слабокрвен. Но не е во ред да пациент дојде во ординација било која, анемичен, веднаш да почнеме да му даваме, нели, надополнување на или коригирање на анемијата без да побараме причина зошто е дојдено да таа состојба. Да. А по направената операција и отстранувањето на дел од желудникот или пак целиот желудник, дали пациентите треба да примаат некакви суплементи за да го одржат квалитетот на нивото на железото во крвта? Согласно оној дел кој што е отстранен од желудникот или евентуално и друг дел од тенките црева, секогаш знаејќи кој дел од тој орган, која функција има, често пати е потребно да се даваат и соодветни лекарства за да надополниме нешто кое што барем во тој адаптационен период организмот, нели, е направен да после некој период она што не може да го направи еден дел, го презема во некој случај друг дел. Но некогаш се случува да тој дел што сме го извадиле нема замена за одредени ензими или одредени групи на
на материи кои што се во крвта, тогаш ние мораме нив да им даваме тие суплементи или тие медикаменти од надворешна страна, односно да пациентот да ги пие као таблетки или во состови каде што не може као таблетки да ги прима преку венски пат. Секоја состојба е различна, но битно е пациенти кои што ги поминале овие состојби да бидат континуирано на контроли кај своите соодветни лекари. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Слободно можете да се вклучите во програми да поставите прашање на темата на која што говориме. Докторе, кога зборуваме за пациентите кои што имаат ваков проблем, колку често кај нив може да се влоши ситуацијата, односно после операцијата да има потреба од уште една операција? Може ли чирот да се врати? Кај пациенти кај што им е верифицирано дека имаат чир или на тој ендоскопски преглед се види дека е чир кој што не е уште со тие компликации кои што барат оперативна интервенција, кај тие пациенти се почнува со конзервативна терапија. И поголема група на пациенти после таа соодветна терапијата од групата намалување на лекови за намалување на лачењето на киселината, евентуално ако е хеликобактер позитивен, давање на соодветни антибиотици, некаде над 80% кај овие пациенти состојбата ќе биде под контрола со овие лекарства. Кај оние пациенти каде што состојбата наместо да се подобро оди во влошување, тука следуваат контроли, ендоскопски контроли на одреден период. Па доколку е потребно ќе се земат и биопсии кои ќе укажат дали се работи само за чирова болест или плюс нешто друго има, согласно тоа ќе се одреди и самата терапија кај тие пациенти. Вообичаено велам дека доколку пациентите се придржуваат на препораките на своите лекари и го условат начинот на живот, пред се го намалат стресот и живеат уреден живот со работа и со активности и фамилиарно уреден живот, знае да сите тие фактори кои што од надворесна страна ги намалиме, тогаш и можноста да соодветно го лекуваме е обострана. Значи и пациентот ќе биде добар, а и ние имаме шанса тој пациент да го излечеме без да дојде до тие можни компликации. Ќе ги вклучиме гледачите пред да преминеме на карциномот на желудникот, ќе им дадеме предност на прашањата на гледачите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум наред. Вие сте во програма. Очекуваме прашањето. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам. Фала многу до вас, пошто ја вчера истата бев што се јавив за желудникот. Аха. И денеска, значи, одма таа тема бевте. Така, како што најавивме во минатата емисија, денеска имаме продолжување. Така, вчера јас... Континуитет. Вчера јас, мене многу тешко ми беше. Кога ми отече стомакот, целиот, и што го слушам цело време докторот, значи, не испод тупакот, над тупакот, меѓу средината, испод градите. Целиот стомак ми беше отечен. Леле, ќе цркнам 2 сата, ќе цркнам. Кај да одам, море се да пифапчиња, нопаза, кетонал, тија речи ги... Така, цела палета лекови примивте, но немавте подобрување. Ако не се лажам, вие имате кила на желудникот, така? Никако, Златан. Кила на желудникот имавте вие? Не, ја имав гастритис на желудникот. Вие имавте гастритис, така. Да. И реков, кај да одам, што да правам, така, што понатаму, како да го решите проблемот? Ви благодарам што повторно се вклучивте во емисија. Што можете да советувате, докторе? Првична работна, односно првична диагноза кај што пациентка да прима предпоставам соодветна терапија има, но преку својот матичен лекар да биде упатен до гастроентеролог, да продолжат евентуално исследувањето, не знам дали е направено евентуално ендоскопски преглед, не знам и возраста, но во сега случај би требало да се направи дополнително исследување, доколку се работи само за акутен гастрит, ќе прима соодветна терапија, мислам дека состојбата ќе се подобри. Но ендоскопскиот преглед ќе ни дае плюс информации во правец и на лекување и евентуално потребна терапија за таа состојба. Битно е пациентка да се јави кај матичниот, тој знае што понатаму. Каде понатаму ќе треба да биде упатена. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Среќен ден да имате, све најдобро. Ви благодарам и вам се најубаво. Ме интересира, секој ден ве прата преку телевизија, ме интересира за мои проблеми.
Имаше пред 10 година хеликобактер. Примаше лекови што куковите ме отказаа и мораше да ги прекинем и ден денеска. Од куковите проблеми имам, болит ме да спием, не можем. На страните на куковите да одам, не осеќам болки. А кад ќе легнем, тоа не се издржува. Сега вака, ме интересира, 5 години имам правено ендоскопија секоја година. Еднаш ми кажат кила на желудник, другиот ми каже брдавица на желудникот, третиот ми каже гастритис, па ми интересира, а имаше преди много одамна чир на желудник. Сега од време на време осеќам проблеми, болови, целиот стомак и ми се подувае. А пием на алпаза, па дали може нон-стоп на алпазата да го примам? И ќе ве молам, ако може да ми објасни докторот, кај може да се обратим, и ќе ве молам, ако може Марија да ми кажете кој лекар и кај се наоѓа. Ви благодарам за вклучувањето, доцент доктор Шенол Тахир, дигестивен хирург. Значи, денеска зборуваме со хирург на оваа тема, а тој ќе ви даде понатаму насоки. Пациентка по она што кажа веќе подолго време е на соодветна, односно на терапија и на исследувања. Каже дека неколку пати се прави ендоскопски исследување на желудникот. Евентуално преку матичниот лекар би требало да го повтори тоа, пошто ако има измеѓу доста време пауза, бидејќи долготрајно пиење на лекови од групата на нолпаза, што ги спомна, тоа се лекови за намалување на киселината во желудникот. Тоа би требало да се направи соодветна контрола дали има потреба од продолжување на тоа, бидејќи кај таа група на лекови би било потребно, доколку дури е потребно подолготно трајно примање на лекарства, треба да се направи контрола дали тие веќе соодветно делуваат и каква е состојбата на желудникот. Затоа препорачувам пациентка да се јави преку матично, да биде упатена. Може и кај нас, може и кај гастроентеролог, да се направи нов увид на состојбата на тој желудник. Спомна дека еднаш и кажеле чир, па еднаш па хеликобактер. Сите тие се состојби кои што може да се сменат. Точно е тоа, некојаш ќе отидете на преглед, ќе каже дека има во моментот чир, па тој ќе се залечи. На следната контрола може да биде све уредно, а третиот пат евентуално да има позитивна хеликобактер инфекција. Така да би требало пациентка се јави да види дали се теговите од желудник или евентуално и од другите органи, или спомна нешто со кукавите и другото има проблеми, да види до каде работа научи. Спомена гледачката исто така дека имала кила, еднаш рекле дека има кила на желудник. Да, и состојбите на имање на, народно кажано, кила на желудникот, дел од тие се верифицираат преку ендоскопски пат. Дел од тие укажуваат, тие превидни ќе не укажат нас дали е таа кила со одредена големина која што бара само конзервативно лекување или е во големина каде што веќе е кандидат за оперативно лекување. Големата кила секогаш се лекува хируршки или не? Во делот на килите на желудник, хиатални хернии се велат, постои градација од 1 до 4, значи. Онаа група која што 1 и 2 најчесто не бара оперативна интервенција, но кај килите кои што се трета и четврта група, каде што еден дел од желудникот влегува во торакалната шуплина, во градниот кош всушност, или кај четврта група каде што можеби поголем дел од желудникот и други органи да влезат во торакалната шуплина, тие се пациенти кои што бараат малку побрзо, нели, во побрзо време да бидат оперирани. Тој веќе имаат одредени тегови. Таа група на пациенти често пати знаат да бидат и хитни пациенти, бидејќи таа состојба може да е врзана и со уклештување, народно кажано, на делот од органите кои што се во торакалната шуплина, кои што ќе направат проблеми во делот на неможност на хранење или евентуално задржување на повеќе храна во тој дел кој што е во торакална шуплина, па да се јават проблеми кои што барат и ургентно оперативно Докторе, лекување. каде се чувствуваат овие симптоми, во градниот кош или во абдоменот? Дел од теговите, кога збориме за овој тип на кили на желудникот, најчесто се осекаат дел во стомачниот дел, но еден дел се чувствуваат и во градна шуплина како еден од тие симптоми. Не може дури на дишење, тешкоти при дишењето, чувство дека имате маса нешто во меѓу над градниот, во самиот граден кош и дури неможност да примате нормална храна или малку повеќе кога ќе внесат веднаш ги тера кон повраќање. Но велам, првото исследување кај тие пациенти дава ендоскопскиот преглед, но често пати во ургентни состојби ние
немаме можност да направиме ендоскопски преглед. Туку со другите исследувања како ултрасонографија или компјутерско снимање може да видиме што се работи таму. Често пати сме имале состојби каде што состојбата ќе ја верифицираме со ургентни соодветни дијагностички постапки. Ултрасонографија, компјутерска томографија, ќе видиме дека се работи за таква состојба. Тие состојби често пати знаат и веднаш да бидат кандидати за ургентна хируршка интервенција. Да проговориме за оваа хируршка интервенција, да ќе го вклучиме гледачот, бидејќи малку почека. Добар ден. Добар ден, дали се уште го имаме гледачот на линија? Да, добар ден, да ве поздравам вас и докторот. Ви благодарам. Јас, доктор Шенол Такер ме оперира од жолчка пред 4-5 години, последна година од брух, и летовот го сретнав, носев еден пациент, викам да ве поздравам докторе, како сте, викам два пати ми спасивте живот и само вика се случува. Значи, не да е доктор, тој е ангел, овде жартно на телефон, ме знае докторот, преку миле доаѓат. Така, еве сега искористивте уште една можност да му се заблагодарите директно во програма. Цел живот се му благодарен, не еднаш. Така, цел живот. Дали имате некое прашање конкретно или немате само? Не, одличен е докторот, така, кој сака да дојде во... Ви благодарам за вклучувањето во програма. Чао. Пред се добрината или лошата страна на лекарот, во овој случај ние хирурзите, е дискутабилно. Во нашиот работен век, сите пациенти каде што сме успеале да им помогнеме, се задоволни, но често пати состојбите се такви кои што ние со сите наши напори, не тимска работа е нашата работа, тука сме цел тим почнувајќи од оперативниот дел, но предоперативниот дел, па тука е амбулантскиот дел, па после операција тука е интензивниот, па и оделенскиот дел. Тоа сме ние цел тим од наша болница и сите останати болници во здравствениот систем на нашата држава. Велам често пати и да сакаме, болеста е појака од нас или некои правила на животот се појаки од нас хирурзите, така да затоа велам често пати. Не е само хирургот или лекарот да е добар, но некојаш треба и некои нешта се судбински. Така да ние во секој случај и во најтешките случаеви мора да работиме согласно протоколи и правила на работа. Но, велам, иако желбата ни е секојаш да помогнеме, не секојаш имаме позитивни резултати. Нашата хируршка работа е врзана со операции на напреднати случаи, напреднати канцери, тешки болни. Често пати се превземаат и неколку пати интервенции, но често пати се случува да и не може да помогнеме. Така да комплексноста си ја прави своето, пошто ние не може да извадиме некојаш болеста од самиот организам, како што велиме народски, појаки од Господ никој не може да биде. Така, не е едноставно, не е едноставно во секој случај, да се работи. Затоа велам на пациентот, благодарам на убавите зборови, но секој дека има и пациенти кои што не се задоволни. Докторе, уште малку ќе се задржиме на килата на желудникот, која што навлегува над диафрагмата, значи желудникот навлегува над диафрагмата во градниот кош, дел од желудникот, тоа е всушност таа кила. Сега, како се прави релокација на желудникот? Го спуштате надолу, потоа како спречувате да не се врати назад? Можни се два начина операција. Може да се направи операцијата по класичен пат и по лапароскопски, народ вели не ласерски пат. Тоа е, мислам, малку можеби грешен израз, но го прифаќаме како таков. Значи, како што спомнам за сите интервенции од групата на желудник и другите органи, во нашата установа се прават речиси за сите органи и лапароскопски операции. Значи, иста може да биде направена со класичен рез и евентуално преку мали отвори, лапароскопски, каде што операција се изведува со посебни инструменти, она што го работиме го гледаме на соодветен екран. И во овој случај, кога се работи, кога за хијатална хернија, која што еден дел од желудникот е преминал во несоодветно место, во овој случај торакалната шуплина, тој дел би требало да се врати во своето нормално место, тоа е абдоминалната, односно стомачната шуплина. Дали е лапароскопски или класично, ние тој дел, без да го повредиме, би требало да го ослободиме од околните страстлини и да го вратиме на своето нормално место. Но, штом од еден отвор вратиме нешто, тој отвор останал отворен. Може повторно се врати. За да не се врати, имаме соодветни технички, оперативни технички постапки, каде што правиме да тој отвор го затвориме,
а од друга страна функцијата на езофагусот и почетен дел на желудникот да не ја пореметиме. Се прават соодветни технички оперативни постапки, каде што некогаш пак тој отвор е поголем, знаеме и во тој дел да ставиме и соодветна мрежа за тој поголем отвор. Како што решаваме кили, да речеме, препонска регија, и тука имаме практично кила каде што често пати имаме потреба од користење мрежа да затвориме тој поголем отвор, како би повторно желудникот не дошол во тоа несоодветно место, но пред тоа пак делот од желудникот, кој што е првичниот дел на желудникот, се вика свод или фундус, од него ние правиме како алка околу езофагусот, да биде поширок тој дел, да не може преку тој мал отвор да се врати во торакалната градната шуплина. Велам, тоа се технички работи, сега со тоа пациентите има начини како тоа се реши. Битно е дека пациентите да знаат да се јават за тој тип на проблеми кога имаат хернија на желудник, за да ендоскопистот, значи гастроентерологот и хирургот одлучат дали се работи за конзервативен статус или статус кој што бара оперативна интервенција. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ако лице кое што е било оперирано од улкус булби дуодени пред 35 години, ако му се острани желудникот, дали е можно спојување на екзофагусот со дуоденалниот тракт кој што претходно бил опериран од улкус. Тоа е едното. И другото, ако има тумор на вентрикуларниот тракт, дали предизвикува самиот тумор киселина? Не дај Боже да е карцином. Да немате некој Има уште прашања, би поставил конкретно нешто. Така, интересираат овие две работи. Стеноза на екзофагусот, дали е тоа тешка работа или вака рутински или полесна? Ви благодарам за вклучувањето во програма и за поставеното прашање. Да почнеме од крајното прашање. Спомна за стеноза, тоа е стеснување на делот на хранопроводот. Најчесто тоа е во долните парти, но и тука сепак се работи за сериозен проблем. Се проба тамо со можни балон или евентуално инструментални проширување на тој дел, доколку успее, тоа е доволно. Кај некои каде што мимо превземените помали действија, ако тоа стеснување не се разреши, доаѓа по предвид и оперативно лекување. Во делот кој што спомна, најчесто и чирот пука токму на оној дел што го спомна, булбус се вика, тоа е почетниот дел на 12-палечно црево. И најчесто тие не прават компликации во второ време, но знае некојаш да го заради таа состојба да ние мораме тој дел да го исклучиме, да го затвориме условно кажано тој дел, да остраниме дел од желудникот, останатиот дел од желудникот поврзуваме со тенкото црево, но после 12-палечното црево. Така да, но има и состојби кои што, значи таа е состојба која што се надминува тогаш соковите од црниот дроб, жолчните соли, панкреатичните соли, сите тие продолжуваат да се одат преку 12-палечно црево и продолжуваат во тенкото црево, каде што ние сме направиле спој со дел тенко црево со остаточниот дел од желудникот. Спомна за можна појава на карцином или тумор на желудникот на основ на чир. Да, тоа е точно. Кај пациенти кои што се долги години чираши, има можност на основна чирова основа да се јави и евентуално и тумор, односно канцер на желудникот. Затоа и кај оние пациенти кои што се тој тип на пациенти кои што упорно и долготрајно се лекуваат од оваа состојба, затоа и се прават тие ендоскопски прегледи и се земаат биопсии за да провериме да тоа ткиво после долги години, над 10-15 години, да не премине евентуално во нешто што е условно на крај може да излезе и Кои се првите предупредувачки знаци дека се работи за карцином на желудник? Бидејќи гледачот спомена киселини, киселините ќе бидат засилени? Може да имате промена во продукцијата на киселини, бидејќи делот на желудникот каде што се јавил или има состојба на канцер, тој еден дел помалку продуцира. Или евентуално може се промени самиот количина и квалитет на мускозитетот на самата киселина во желудникот, па пациентот почнува да има проблеми со неможност на соодветно варење на храната.
чувство на надуеност, па евентуално чувство на нелагодност, па намалена апетиците, тие се првични знаци кои што велам не е само знаци за можна Не се специфични. туку специфичен, туку Наликуваат и на има останатите болест болести на желудникот. На тој дел од дигестниот тракт, пациентот треба да се јави и ќе ние направиме соодветни исследувања. Секој дека тука е врзано и возраста, од друга страна и наследноста игра битна улога. Бидејќи некаде се верува дека од 3 до 5% и улкусот на чире е врзан за фамилиарна, односно за наследна особина, а исто така и појавата на карцином на желудникот во одреден процент е врзано во делот на наследноста. Затоа и ние, лекарите или матичните, често пати прашуваме дали во фамилијата има позитивна информација за постоење на блиските члени од фамилија, нели, прво, втора колена, да појава на таква состојба, тоаш тие пациенти се во групата на можни ризични пациенти, па кај тие земаме во обзир дека кај ни почесто на одреден број на години да се прават ендоскопски прегледи како би во рана фаза фатиле или во рана фаза дијагностицирале можна појава на карцином на желудникот, кој што појавата на таква состојба бара најчесто оперативна интервенција. Ако пред се во раната фаза фатено, резултатите се многу добри. Доколку е во рана фаза, дали Да. се отстранува дел од желудникот или целиот Да, исто така и овде важи правилото, доколку се работи за делови на желудник кои што може да ги извадиме и постои можност, и ако е во рана фаза, постои можност да оставиме еден дел од желудникот, тогаш обично останува 1/3 или 2/5 или 1/5 од желудникот може да оставиме. Но доколку се работи за промена која што во средниот дел, па мораме да имаме позитивни, односно негативна граница, туморска да речеме, така да во тие состојби доколку нема можност да се спасе желудникот, тогаш тој орган се жртвува затоа што го вадиме практично канцерот од тој орган и правиме она што пред малку спомна, повторно спој меѓу тенкот црево и лапароскопски соодветно. или се бара класична операција кога И станува тие збор за карцином? и во состојби каде што се работи за рани канцери или каде што е канцерот не многу напреднат, и овдека може да се примени лапароскопска техника. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланти, за јасните појаснувања поврзани со оваа сложена проблематика. Вам ви благодарам на поканата. Се надевам ќе продолжиме со соработка во интерес на пациентите. Така, секако се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно во студиото на Телма, а јас со гледачите ќе се сретнам уште утре со една нова тема. За што се работи, ќе погледнете секако во редовниот термин на емисијата во 12 часот и 50 минути. Гледајте не секој работен ден, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.